Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама да пустим Астерикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени праја и тога пропадна за најкодна. Меѓу првите модни креатори во Охрид во 30-тите години од 20 век е Благуна Симончева. Во 1901 година се раѓа во местноста Бакалов мост и од тука почнува нејзината животна сторија. Охриѓани од секогаш сакале убаво да се облекуваат. Веројатно таа естетика е стекната од природните убавини со кои биле обкружени од езерото и околината. Убавата облека секогаш зависела од имотната состојба и материјалните можности на семејството, а охриѓанки од секогаш важеле за жени со рафиниран вкус во облекувањето. Немало жена во минатото која не посакала да прошета по охридските сокаци во убав фустан од свила или кадифе. Жените ги прателе модните трендови на модернизација и европеизација во облекувањето по распаѓањето на Отоманската империја. Со почетокот на новиот 20 век полека се менуваат традициите во живењето и на нашите простори. Постепено се напуштала ориенталната мода и се прифаќал европскиот начин на облекување. Се напушта ориенталната мода наречена ала турка и се применува новиот европски моден стил ала франка. Во текот на овој процес се формираат варијанти на европска облека со локални карактеристики, но се побрзо се прифаќала елегантна и современа облека под креаторско влијание на Париз и Белград. Во тој период во чаршиите цветаат занаетите. Се отвараат кројачки и модни салони, трговски дуќани во кои се продаваат различни штофови и убави материјали од кои се правела облека за жени и мажи. Охрид како град со развиена трговија бил во тек со новите модни случувања, а охриѓанки како и сите жени посакувале убава облека. Благуна Симончева е меѓу првите жени кои за охриѓанки креирале модерна облека на почетокот на 20 век. Била визионер и меѓу првите женски предприемачи во времето кога жените биле економски зависни и ретко самостојно заработувале за живот. Оваа модистка ги следела модните трендови, им шиела женствени фустани и костими на охриѓанките кои можеле да се дозволат да ја пратат модата. Благуна е единствена модистка која работела модна техника плисе. Моменти од животниот пат на првата охридска модистка Благуна раскажува Јорданка Матова, нејзина внука од син, познатиот сликар Јоне Симонче. Благуна Бакалова, мажена Симончева, родена 1901 година во Охрид, од татко Зафир Бакалов и мајка Соте Бакалова. Живее во Охрид и во Охрид ќе направи една кариера на модисткиња. Таа рано ќе остане без својата мајка и грижата за 4 деца, биле 4 сестри, баба ми Благуна, Лимбе, Царе и Весе, ќе се грижи нивниот татко. Баба ми извесен период ќе биде во Битола, во фамилијата на Александар Грдан и Домника. Тие немале деца, ја зеле кај себе. Јас не открив како отишла Битола, од кои причини. Сигурно пред дедото не можел да се грижи за 4 малолетни девојчиња. Таа останува таму и донесла среќа во тоа семејство. Се родиле 3 деца после неизе. Таа врска со Домника ќе трае цел живот. Домника 1917 година, која ќе се омажи за мојот дедо, Димитар Симонче ќе даде прике. И до смртта на Домника баба ми одеше кај на дома, многу им беа цврсти врските и љубовта што ја осетила од таа жена.
Според тогашните обичаи, девојките рано стапувале во брак. Таква била судбината и на 16-годишната Благуна Бакалова. Таа стапила во брак со охриѓанецот Димитар Симончев, со кого имала хармоничен и среќен живот, но за жал не трае многу долго. Баба ми ќе има еден среќен брак со мојот дедо, Димитар Симонче, ќе се зема 917 година. Тој бил вреден домакин, работел во Турија, имал овци, произведувале сирење, млеко, на мазија имал ан. Многу вреден домакин бил и многу била среќна со него, барем така ми кажуваше. По враќањето од Битола, тај извесен период во општината во Охрид ќе работи и ќе престане да работи од кога се омажила. Ќе роди 5 деца. Првото дете е бил Велко, ќе почине на 2-месечна возраст, Климе на 2-годишна возраст, татко ми Оне Симонче роден 21 година, тетка ми Ружа 1924 и стрико ми Тома 1926 година. Кратко ќе биде во брак со дедо ми, затоа што тој ќе се поболи и ќе умре. И метафизиката во животот на баба ми често ќе се преплетува. Ми раскажуваше дека сонувала соне. Прстенот што го дал дедо ми, кога се зеле, ќе биде одземен, ќе остане прстенот што го дал кога се родил татко ми. Тоа така го толкуваше тој символичен сон дека животот ќе го одземе мажот и така и се случило. Тој ја молел да не се грижи за него. Во исто време биле болни со татко ми, да го гледа и оне да преживее. Таа се грижела истовремено за двајцата, но за жал дедо ми починал и ја оставил сама да се грижи за 3 малолетни деца. Оваа млада, авангардна жена, самохрана мајка со визија за новото време, не дозволува болката да ја го скрши духот, туку чекори храбро низ животот и се бори за своите деца. Одлучува да го изучува терзискиот занет. 30-тите години заминува во Битола, таму го учи занаетот и дури ја знаеле дека е вдовица, била млада, била многу убава и добивала понуди за брак. Дури градоначалникот на Битола, млад Ерген, ја побрал за жена, таа го одбила. И јас ја прашав, бабо, зашо, што ти требаше да го одбиеш? Градоначалникот бил млад, убав, таа рече дека еден маж имала во животот, тоа бил, го чуваше многу силно споменот на дедо ми, имала убав живот со него и беше многу морална и така си ги гледаше работите. Викаше дека само еден може да биде татко на нејзините деца и таков пример ни даваше дека и најлошиот татко е најдобар татко за децата. И значи во 30-тите години е во Битола, го учи занаетот и се враќа во Охрид. Во Охрид одма отвара дуќани 2. Едниот бил наспроти Летница и се викал Базар. Јас дури најдов списанија што ги добивала од Белград, слични како на денешниот Базар, со модели, со рецепти, со убави флизури. И штета што не ги зачував, сигурно би имале некаква вредност денеска. И другиот дуќан бил наспроти Житно пазариште, се викал Звезда. Тука работи со своите внуки, Павле и Вера, кои после исто ќе станат врвни шнајдерки. Вера Заричинова, позната беше во Охрид, како многу добра шнајдерка, а Павле живееше во Битола. Баба ми овдека ќе има муштери, најпознатите охридски фамилии, како жената на Демостен Мане, на фамилијата Голи, и ќе се спријатели со нив, на жените на кралските официри што живееле во Охрид. Благуна Симончева од својата постара сестра добива целосна подршка во намерата да учи терзиски занет. Сестра Илимпе ја презема целата грижа за сите 3 деца. Тајните на шивачкиот занет подоцна Благуна им ги пренесува на своите 2 внуки, Вера и Павлина. Поврзаноста пак од друга страна со сестрите е многу голема. Љубовта меѓу нив ни ја принесува и на нас
на генерациите. И ден денеска кога и да се сретнам со моите братучеди, тоа е една средба полна со емоции. И ќе викне својата постара сестра Лимбе да живее во куќата на Симончевци. Тај ден денеска е на истото место до црквата Свети Димитрија. Денес таму живее мојот брат Димитар Симончев со неговата фамилија. И двете сестри ќе одлучат Лимбе да се грижи за двете семејства, баба ми да оди повторно во Битола и да го изучува шнајдерскиот занет. Таа оди таму и ќе оди кај познатата модискиња Ана, ќе го научи овој занет и ќе научи да плесира. Беше единствената во Охрид што плесира и тој занет и мене ми го пренеса. На почетокот од 20 век во една патриархална средина во Охридската чаршија имало терзијски дуќани во кои работеле мажи, а жените биле вистинска реткост. Шивач имало доста во Охрид. До нашата куќа живееше Андон Колуши. Тој имаше многу бав шивачки дуќан во старата чаршија. Беше многу познат шнајдер. Тој и неговата жена Васе и сестра му Славча, немаше тој деца и сите заедно ги изработуваа моделите. Колку е интересно, тогаш луѓето може да си дозволят да си имат собствен кројач. Денеска тоа е многу скапо, ексклузива е денеска да имаш нели собствен кројач. Како што гледав на еден филм, еден познат адвокат во Њујорк се фалеше дека имат собствен кројач. Си викам во Охрид, пред војната сите можеле да си го дозволят и после војната да имат собствен кројач. Тој имаше исто калфи, познат е неговиот калфа Душан. Тој исто работеше како него стварно на прекрасно сошијани работи, костуми, мислам, стварно најтешко во шивањето можда се тие машки костуми. И, добро, зависите од моделот, нели? Охрид ја имал таа ексклузива, да имат многу добри шивачи. Јас се сеќавам и на жената од Стоицев. Во постари години баба ми само плесираше. И тетка Вера ова од Заричиновци исто и редица други покасно. Во почеток може би немала голема конкуренција баба ми, меѓу првите била, што се занимавала со овој занет, но покасно ги имаше многу. За модните трендови од тој период Матова ги споделува спомените за чувани на црнобелите слики на кои е фотографирана баба и Благунче. Нели имат фотографии од баба ми од тој период, колку убаво изгледат со модерна фризура. И по журналите што ги гледав, што и доаѓале од Белград, ја прателе модата. И жените сакале во Охрид убаво да се облекуваат и таа им го возможувала тоа преку изработката на фустаните, на моделите што ќе ги одбереле. Таа мода стварно била многу интересна, многу женствена, многу убава. Ја потенцирала женственоста. Модерни тесни фустани до глушт се носеле со апликации, разни апликации. Јас и на оваа слика, што таа е слика ја гледам, разни апликации има на фустаните. И кратки фризури. Интересно, женствено многу. Женствена мода. Природни материјали, свила. Многу женствено, крзно се носело, обавезно шапка, нели, како моден детал. Се носеле многу женствено. Јорданка Матова раскажува дека баба и била единствената во градот која изработувала плисе. Оваа модна техника ја научила Јорданка од баба ѝ. Таа имаше стварно едно софистицирано сваќање за модата. Прекрасно знаеше да изработи секакво парче на
на модел што јас, например, ето, додека бев студент во Скопје, можев да најдам некој парче што ми се допаѓа, таа толку убаво ќе ми го исплисираше и се сеќавам на таква сукња ми ја исплисира, па ставивме некакви траки, толку беше ексклузивна и ја носев со бунда. Комбинацијата беше прекрасна и сите ме прашуваа од каде ми е сукњата. Сукњата беше дело на баба ми. Таа имаше разни преси, за, например, од пола сантим, сантим плисе, па сантим на 5 сантими плисе, па празен простор од 5 сантими. Таа плисираше јаки, плисираше здолништа, плисираше ракави, све плисираше. Соле плисе плисираше, соле плисе е многу специфично. Тоа е како глокна се шие материјалот и така се плисира. Јас покажав, не ми одеше, јас само право плисе, од 1 сантим плисирав. И таа викаше дека на секој 20 години е модерно плисето и така испадна. Во 90-тите години беше многу модерно и викаше од занает никогаш нема да се збогатиш, ама секогаш ќе имаш пари. Плисето го правеше со голема љубов. До крај плисираше. Од кога ќе се научиш, ништо не е тешко, ама е на бавна работа, полека се работи, пажливо се работи. Треба првин во преса да го ставиш материјалот, секое ставање на материјалот е препратено со крпа од озгора влажна, за да може да се накрши материјалот. И секој материјал не се плисира. Например, природниве материјали, свила и памук не се плисираат, тие одма се отпуштаат. Јас имам сукња, например, од 90-тите години, таа ја перам и повеќе такви сукњи, затоа што станав пак и јас стручњак за материјалите и знаев кој материјал. Синтетика најдобро држи. Синтетиката најлесно се плисира. По предвечерието на Втората светска војна, Благона отвара моден салон и во Тирана, споделува Матова моменти од животот на баба ѝ. По препорака на фамилијата Голи, таа од 38 година до 42 година ќе престојува во Тирана. Во Тирана исто ќе отвори таков еден моден салон, тие ќе препорачаат кај фамилијата Зогу, тоа е таа кралска фамилија што владеела тогаш со Албанија, таа ќе шие за нив. Со незе се секогаш внуката Вера и внуката Павле и помагаат во работата. Таму ќе остане 4 години до 1942 година. Благона Симончева останува во Тирана до 1942 година. Со неа заедно се керката Ружа и внуките. Постариот син Јоне заминува партизан, а помалиот Томе останува во Охрид во семејството на тетка си. Ружа била многу добар ученик. Била запишана во италијанската гимназија во Тирана и како награда добила наградно патување во Италија, сликана била со Дуче. Од друга страна пак татко ми, мајка ми од 17 години партизани, активна комунистка, татко ми исто партизан, го поминал цел Сремски фронт до Лјубљана, преку Босна се вратил назад, активни политички работници во Охрид и колку интересно животот се преплетува. Пак мајка ми е еден од основачите на Отекс, значи модата тука ни е близко во фамилијата. Така како активен политички работник, 48 години имала најдобра АФЖ организација, низината од Охрид била прогласена во Југославија и таа го снивала дури Црвениот крст. Значи, ни две многу јаки жени кои го формираа мојот карактер и активни на секој план. Борци невидени. И баба ми останува значи, до 42 година во Албанија и се враќа назад во Охрид. Тогаш татко ми е во партизани, таа е пак сама со двете деца, тетка ми се вратила со неј за Ружа, била учителка. По завршување на Втората светска војна, судбината повторно си поигрува со оваа жена. Благона е успешна во работата, но се соочува повторно со тагата и болката. Следува нов силен животен удар.
Тетка ми Ружа починала 48 година, таа настинала, била на работа и таму се поболила, добила запаление на плуќа. Од друга страна пак стрико ми Томе бил во Моноспитово на работна акција и тој се поболил. Тетка ми Ружа умира 48 година и баба ми оди во Битола, тој бил во болница, кај Томе се преслекувала, не сакала тој да знае дека сестра му е почината, пак од друга страна тој кажува дека сонувал Ружа, знаел дека е умрена и дека тој ќе се придружи, ги гледал тие цветни полиња и светлоста од другата страна на стварноста, на таа метафизика што се преплетува постојано во незиниот живот. И ќе ги изгуби двете деца. Во тој период татко ми е војник во Книн, добива телеграма дека сите негови се починати. Тој се враќа во Охрид и ја среќава роднината Павле, неговата прва братучетка од тетка му Царе, ја прашува дали некој има живо неговата фамилија. Таа му вика дека е останата само баба ми Благона. Тие ќе се сретнат и баба ми му вика Јоне, тоа ни била судбината, останавме само јас и ти. И она што животот и го одзеде на баба ми и ги одзеде децата, од 5 деца и останал само татко ми, му го надомести на татко ми. А татко ми се жени со мајка ми 1954 година, со домника Џамбазова Симончева. И ме имаат мене. Сигурно јас ќе го добиев од баба ми името, ама јас сум родена на 19 јануари и нормално било да се викам Јорданка. Сестра ми Ружа го добива името во чест на тетка ми Ружа, а брат ми на дедо ми Димитри Симонче. И ето за среќа, од нас има 9 внуци и правнуци. Матова раскажува во какво сеќавање е останал споменот на баба и Благона Симончева и нејзините тетки. Беше многу силна жена, никош не зборуваше за трагедиите што јас нашле во животот. Многу научив од незе. За разлика од другите, сите сестри беа различни, беа функционирале како едно, а беа различни. Например, најстарата тетка Лимбе беше полна со дух во незе и многу хумор имаше во незе. Тетка Царе беше права дама. Таа све по полека работеше, по полека зборуваше. Тетка Весе беше многу мила жена и додека студирав во Скопје, често бев кај незе, многу баво готвеше. Стално не викаше на гости. А баба ми беше некоја мешавина и сестрите меѓу себе многу интересно комуницираа. Например, кога ќе ни дојдеше на гости тетка Лимбе, баба ми пак и голем љубител на цвеќа беше, си садеше цвеќа и не кеше никој да ги кини цвеќата. И тетка Лимбе ќе речеш, ајде, Благоче, сега да ми даеш цвеќа, ама знаеш шо, јас ќе си скинам. Ти кога ќе ми даеш цвеќа, да одам до дома, попат ќе ми падне цвеќата, баба ми ќе ги даеше тие шо веќе беа прицутени цвеќа. Не сакаше никој, дури и се лутеше, се сеќавам еднаш, си посади шебој, така си ги гледаше, ги одгледуваше и некој ги откорна шебојте и валде ги украде и многу беше љута. Силна жена во секој поглед. Во секој поглед. Се соочи со животот, со трагедиите, Сигурно не беше лесно. Како што стареше, се повеќе ја чувствуваше таа тежина на животот. Од 5 деца да ја остане само татко ми, стварно е многу трагично. Ама се носеше со животот. Не се жалеше, го сакаше и многу ведрина внесе. Не осетив дека носи некоја тежина или не оптерети имаше некоја тврдина, некој пркос кон животот. Ако некој умреше, се сеќавам еднаш, леле баба, па умре тој човек. Мала, не мала, ама така за нас, нели, непознатица беше смртта, таа добро си ја знаеше. Па добро, да умре, Бог да го прости, таков и беше одговорот. И мене ми зазвучи многу сурово, го знаел едноставно животот. Тоа е тоа.
Дека мора да има почеток и крај. Да, дека мора да има почеток и крај. Историчарот на уметност Јорданка Матова, ќерка на познатиот охридски сликар Јоне Симонче, син на првата охридска модистка Благуна Симонче, во споделувањето на семејната сторија и среќна што уметничките и гени, меѓусебната љубов и храброст во животот ги носат сите потомци на Симончеви. И кога размислував за баба ми, за таа храбра македонска жена која на плеки ги носила сите судбински удари, кој од нас наследил дел од таа генетика, на некој начин сватив дека сите ја имаме. Јас ево го наследив плисирањето, сакав да остане во мојава фамилија, како спомен на незе. Дори вчера со мојата снашка, Билјана правев мојабет, Билјана, дали сакаш да те научам да плисираш? Таа изрази желба дека сака, зашто не ми рече. Моите ќерки Јана, Ане се моментално во Лондон. Тие 10 години се постојано негде надвор во светот. Ане многу ја сака Швейцарија. На некој начин може да и јас допринесов, постојано им зборував за светот, за широчината на се она што не обкружува, да видат, да осознаат. Душица студираше во Италија и постојано е во контакт со Италија. Од друга страна, ќерка му на мојот брат Димитар Симонче, Марија Симончева, одличен студент на стоматологија, остана без работа која ја заврши стоматологија и не се предаде. Од незиниот факултет другар доби понуда во Кичево да работи кај фамилијата Балажи, татко му познат стоматолог, ќерка му и тој. И Марија секој ден 3 години патуваше таму и си го научи занаетот. Еднаш ја прашав, па добро Марија, не ти е тешко да патуваш секој ден до Кичево? Тетко, не сакам да имам прекин во работата, сакам тој континуитет, сакам да учам, сакам да напредувам. И денеска е на работи кај Олески. Од голема желба да видам како работи, бев, ми направи еден зап и констатирав дека ја има она естетика, она уметничка црта и на татко ми и на баба ми. Другиве од семејство пак понесла генетиката на дедо ми Димитар Симонче. Тој цел живот, нели толку колку што живеал, бил познат работник и добар бизнисмен. Син ми Димитар заврши факултет тука и остана со нас. Тој работи со машми, со катамарани. Синот на брат ми, Јован Симонче, тој се бави со туризам. Децата од сестра ми, Тоше Сидоров, тој исто добар. Работи како менаџер. И другиот син, исто така. Значи, секој си го најде животниот пат и на некој начин гените кај сите нив си проработа. Неодменлив момент од споменот за Благуна Симончева и љубовта која сестрите Бакалови им ја пренесле на своите деца. Колку е таа љубов цврста, зборува и семејната куќа над Бакалов мост, која никој од внуците не јазил во наследство, раскажува Матова. Да, таа љубов на сите ни ја пренесоа и ден денеска, кога ќе се сретниме, порано почесто се собиравме. Имаме на братучетка Билјана, таа е внука на тетка Лимбе, живее во Перт во Австралија и секој нејзино доаѓање не собираше сите и многу ми личи по карактер на тетка Лимбе, полна со живот, полна со енергија. Значи сите на некој начин сакаме тие корени да се ги сочуваме. Покрај свадби, визити, средбите секојдневни се многу убави меѓу нас. Кога е да се сретнеме, таа љубов што ни ја предадоа тие, низ нашите очи едноставно се гледа, драго ни е да се видиме со сите нив. Така беше, сега е починат од Заречиновци Цане Заречен, еден прекрасен човек. Кога е да се сретнев со него или со
Лјупчо Василев, Саричко, сите го знаат како Саричко. И другите мои роднини, соте која ќе доаѓа од Лос Анџелес, се среќаваме и тие средби се полни со емоции и со љубов. Таа преубава куќа, сите зборуваат за неа, дека имала преубава резба, била стварно посебна куќа и среќа што маш ми ја најде во овој водич, ја имам како слика. Но, ето испадна баш тоа сечија и ничија. Сестрите доаѓали тука, останал само каменот, еден камен од куќата и тие се бореле за куќата, ама сите мажени биле, имале своји животи, местото ги влечело, доаѓале, комшиите, секој си загребил по едно парче и остана споменот на таа куќа и на животот на баба ми и на низините сестри, на прадедото. И денеска кога одам канео, баба ми го покажа местото каде е закопана низината мајка, мене едноставно како да ме влече да погледнам на таа западна страна каде што е мојата прабаба закопана. Благуна Симончева, првата охридска модистка, умира во Охрид во 1982 година во семејната куќа во близина на црквата Свети Димитрија. Јорданка Матова вели, баба ми почина ненадејно, обкружена со љубов од најблиските, наведната над плисе, замина лесно од овој свет, онака како што просакуваше, од нанозе и со умот да ме крепит. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени браја и тога пропадна за најкодна. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.